Докторке, на почеток да ви честитам среќна нова година, среќни празници, еве полека одминуваат. И да ви заблагодарам на почетокот за тоа што повторно одвоивте време да разговараме на денеска. Одбравме една доста актуелна тема која што сакаме да ја разработиме со вас. Се надевам дека ќе допре до многу млади и постари наши гледачи, затоа што темата е доста актуелна. Тоа е коцкањето. Ви благодарам што дојдовте. Доста интересна тема сте избрале и пред се и на вас срекна нова и многу успешна ви посакувам да ви биде оваа 2015. За почеток, сакам да ви го поставам ово прашање. Дали коцкањето може да биде само забава? Значи, во основа на оваа прашање стои одговор кој што вели дека коцкањето само по себе е забава. Практично не представува општествена девијација, затоа што во коцкањето влегуваат сите типови на еден заеднички назив за сите типови на игра. При тоа коцкањето секоја игра си има сама за себе свои историски податоци, свое потекло и така натаму. Само по себе коцкањето се јавува и зема удел и во животот на сиромашките и во животот на богатите. Тоа го потенцирам затоа што подоцна ќе се навратиме посебно. Исто така, сакам да кажем дека коцкањето само по себе влече корени од древната Кина, уште, значи, како коцкање во типот на забава потекнува од 2500 година пред новата ера и подоцна, значи, од Кина се шири во Индија, во стариот Рим. Ги споделувам некои информации со кои што се сретнав сега, читајќи за оваа тема. Например, многу интересно е тоа што познатиот блекџек потекнува од древна Кина 1900 година и подоцна од таму еволуира во Европа, значи се шири во Италија, во Шпанија и е направен така наречениот прв шпил на карти, така наречен French Pack, од кој што представува прототип на денешните 52 карти. Например, би кажала и за лотото. Лотото потекнува од 700-та година веќе од новата ера, потекнува од некои си англиски колонии. За рулетот е карактеристично за римските војници, значи уште тоа време тие се бавеле како забава. Значи тоа е се во склоп на вашето прашање. Дури денеска се смета и сите трансакции што се случуваат на Wall Street се сметаат, значи, како еден вид на не баш на забава, меѓутоа на тип на професионално коцкање. Е сега, значи само по себе тоа не представува општествена девијација. Општествена девијација представува во моментот кога станува начин на живење, стил на живење и ја преминува границата од забава во навика. Оваа граница е многу фрагилна и тешко се поставува. Значи, веројатно нема ниту еден од нас кој што не влегол во кладилница, не уплатил лото, не играл, значи, практично од дома, не учествувал во квизови. Затоа што денеска ние седејќи дома во нашите фотели играме на квизови и ни е толку достапно, при тоа играме, значи, и на интернет се коцкаме. При тоа овде дискресијата е многу загарантирана, за разлика од времето, кој што со коцкањето било поврзано, значи, некои си мрачни и задимени простори, некои тмурни атмосфери. Денеска тоа е многу достапно. Значи, достапно од аспект за оние кои што може да си ја постават границата, односно за кои што го избираат како начин на забава. Затоа што сретна во една литература може многу процентуално да те удари гром е многу поголем отколку да ти се падне лото. Практично, значи, секој си одговорен сам за себе, а коцкањето може да биде забава, да. Дали секој коцкање, докторке, е патолошко коцкање? Значи, коцкањето може да биде социјално коцкање, доколку станува збор, значи, за забава. Може да биде професионално коцкање со кое што се бават професионалци, брокери и вешти луѓе во тоа, значи со чии што професии се практично сведени на еден вид коцкање и сето друго отпаѓа на, значи, на патолошко коцкање. Патолошко коцкање е она кое што, значи, го заменува утринското пиење на кафе. Практично едностанување од кревет, луѓето гледаат обсесивно на своите часовници кога ќе се отвори кладилница, кога ќе се отвори, нели,
кои ќе најдат начин да стигнат до коцкарница. При тоа овде од едно нормално живење доаѓа до развивање на девијантно, антисоцијално однесување, значи настанува едно ментално и општествено растројство. Девијација се јавува во општествата каде што слоевите помеѓу популацијата се особено драстични и општествата во транзиција, затоа што тоа представува еден инфантилен начин на брза заработка, на одржување на екзистенцијата. Едноставен начин се мисли дека преку коцката би можеле да се обезбеди, значи, еден полагоден начин на живење, би се обезбедила екзистенцијата за иднината, меѓутоа тоа не е воопшто така. Овде се прави паралела со алкохолизмот, затоа што во безнадежните ситуации се посегнува по алкохол и при тоа само по себе тоа доведува до едно несекојдневно однесување кое што се граничи, значи, со патологија. Значи, патолошкото коцкање се јавува кај структурите, антисоцијалните структури, значи кај кој што представува една обсесија и компулсија, а исто така се јавува и кај, нели се поставува прашањето, ако едните се коцкаат за екзистенција, за подобра екзистенција, што станува со оној побогатиот слој, затоа што и уделот таму е многу голем, што станува со богаташите кои што се подвргнуваат на такви активности. Одговорот на оваа прашање е тоа што тие посегнуваат по едно искуство, значи по еден повишен адреналин. Овде не станува збор за екзистенција, него централниот нервен систем кај овие луѓе е поврзан со араузалси, односно со центрите на возбуда. Значи кај нив исто така постои патологија, меѓутоа малце по различен тип од односот на коцкањето кај сиромашниот слој. Кои се причинителите за ваквото однесување? Значи, причините се еден склоп на причини, можам да напоменам биолошки причини, срединските услови, психодинамиката на поединецот е од особена важност, како и психологијата на однесување, односно бихевиоризмот овде зема голема улога. Од биолошките причинители, значи имаме овде нарушување на метаболизмот на серотонинот, затоа што подоцна би кажала и за терапијата, затоа овде ординираме и лекови од групата на антидепресиви, познатите антидепресиви, тие се SSRI. Значи овде централниот нервен систем, како што спомнав и пред малци, е поврзан со центарот за возбуда. Тоа би биле биолошките причини. Во однос на психодинамиката, нешто многу подлабоко. Значи, оние кои што посегнуваат по ваков начин на однесување, ваков начин на живот, практично имаат потреба сопственото его да го казнат до крај, односно тие се борат за целосно уништување на егото од страна на суперегото. Тоа значи дека со тоталниот пропаст, влегување во фаза на очај, сопственото его се доведува до минимум, односно ја добива казната. Практично. За други пак, коцкањето само по себе представува игра со судбината. Од особено важност е односот родители-деца, односот во адолесцентниот период, затоа што во таквите семејства од кои што подоцна се произведуваат коцкари и криминогени структури, пред се вреднува материјалниот символ, се става на пиедестал, за сметка на тоа се нивелира, односно се анулира трудот, значи инвестирање и во сам себе практично. Многу често се кажува, доколку го утврдиме природата на човековото однесување, би го знаеле решението на овој глобален проблем. Затоа што овој глобален проблем од една страна е медиумски се критикува, меѓутоа од друга страна се поддржува. Значи јавно се критикува, а тајно се поддржува.
Тоа значи дека, што сакам да кажем, значи човековото однесување со природата на психологијата на однесувањето, односно бихевиоризмот, се смета дека се занимава со проучување на човековото однесување и очекувањата од неговите постапки, значи на поединецот, притоа сите негови заклучоци се темелат на позитивните поттикнувања, значи позитивните поттикнувања кои што произведуваат, од кои што се вродува нели човековото однесување. Тоа значи дека при коцкање, при играње, нели игри на среќа или било што, секој што се впушта во такви активности никогаш не знае кога ќе има добивка. Може добивка да има на првиот пат, може добивка да има на 100-тиот пат. Самиот начин на кој што се функционираат таквите игри, таквите апарати, представува еден модел на поттикнување, односно условување. Во целиот тој период, кај поединецот постои надеж за добивка. И само по себе, значи, таквиот стимул само по себе предизвикува едно конзистентно однесување кај поединецот и едно упорно и трајно, многу тешко менливо однесување. Затоа што тоа би било и во обичниот живот, значи во секое семејство. Децата се поттикнати со казни и награди, притоа, нели, од една до друга награда, тоа се стреми да се однесува соодветно на претходното однесување, кога добило награда, така и со коцкањето. Треба само еден стимул, кој што во наводници е позитивен, за да се продолжи со таквиот начин на однесување, кој што подоцна е многу тешко да се реши, да се оттргне. Овде би сакал да ве прашам кои повеќе се застегнати. Дали мажите или жените? И кој е класичниот профил на коцкарот? Значи, што мислите вие, кој повеќе се засегнати? Мислам дека е паралелно, но сепак мажите доминираат. Да. Значи, мажите доминираат и тоа карактеристично е тоа што започнуваат во рана адолесценција, при што следува расстройство на емотивниот развој, значи само по себе. Мажите се повеќе застапени процентуално и карактеристично е што тие играат најчесто во групи, а жените се оние кои што се застапени во помал процент, меѓутоа не многу значајно помал, и притоа жените играат сами. Во голем процент, значи, се коцкаат сами. Во таквите семејства, значи, е присутно во 80% семејно насилство и насилство врз децата. Многу тажно е тоа што профилот на коцкарот, значи, според некои литератури, почетниот профил на коцкарот, без разлика, нели, профил на коцкар маж-жена, е тоа што тој е со успешна кариера, со успешен брак, со доста развиени математичка интелигенција, со многу стабилни социјални односи, со углед. И со тек на време сето тоа се руши, значи се развива некои трајни промени на структурата на личноста, се развива една криминогена структура, се развива значи пат на ментална и на физичка ефикасност. Значи сето тоа има една прогресија во негативна конотација. Кои се првите симптоми, доктор Кеј, и кои се фазите на коцкање? Значи, коцкарските фази многу е карактеристично што се вели дека коцкарската кариера ја делиме на три фази. Првата фаза е онаа фаза во која што имаме спорадично коцкање, значи коцкањето само по себе може да биде епизодично, периодично, нели, и во континуитет. Во првата фаза е онаа фаза во која што настанува, значи, спорадично коцкање, повремено коцкање во кое што доминира чувството на возбуда, на позитивна возбуда, на исчекување во кое што се има една голема или неколку помали добивки. Овде имаме нереален оптимизам. Следната фаза е фазата кога настанува, значи, багателизација на губитоците. Имено овде настанува едно јавно фалење за добивките.
се смета дека со добивките, со една добивка ќе се покријат, значи, останатите губења што има, губитоци што има претходно настанати. Во однос на менталниот склоп, ментално тие практично се целосно сконцентрирани на начинот да се најде побрз начин на добивка, да се изнајдат средства за истото, значи доаѓа до почетен стадиум нарушење на односите семејни. Влоговите со тек на време, значи, се зголемуваат, иако добивањето е многу поретко во однос на губењето. Влоговите се поголеми и како влоговите се зголемуваат, така и се зголемува фреквенцијата на коцкањето. И третата фаза е фазата веќе на тотален пропаст на поединецот, со тоа што овде настанува тотален распад во однос на личен и семејен и општествен план. Настанува тотален распад на кохезијата во семејните односи, нарушена, значи, социјабилност, пат на угледот, настануваат првите страшни и видливи психички пореметувања, агитација, панични напади, депресија, анксиозност и имаме гледање, значи, на сите оние што играат со нив и имаат добивки, се гледа со завист. И последната фаза е фазата на што, за жал, и во некои ситуации е изводлива, значи планирање и извршување на суицидалните идеи за спасување навидно спасување од таквата ситуација. Доминантно е нарушено, значи, мисловната е афицирана, мисловната сфера, затоа што овде имаме едно нереално очекување од сам себе, од целата ситуација, имаме негирање, потиснување и едно празно верие за, како што и претходно спомнав, игра со судбината и верување во сигурна добивка, а коцката само по себе е сигурен губиток. Постои ли класична дефиниција за коцкањето, дали е порок, болест или нешто друго? Класичната дефиниција по која што ние работиме во денешни услови, според МКБ-10 класификацијата на болести, влегува во пореметувањето на нагоните, односно импулсите. Тоа значи дека сите тие се неодложни, при тоа за нив немаме рационална мотивација. И што е битно, тие се за штета на оној што го изведува, како и за неговата околина. Така барем ги опишуваат и по дефиниција и пациентите со кои што, нели, се среќаваме. Иако според најновите класификации по кои што ние се уште не работиме, тоа е класификацијата DSM-5, влегува во групата на зависностите, алкохолизам, зависност од психоактивни супстанции. Може би и некако по-логично е да се класифицира во таа група. Практично тоа е едно многу тешко пореметување, без разлика дали го третираме како расстройство на импулсот нагонот или го третираме во групата на зависностите. И за крај, мислам дека најбитното, а тоа е кој е терапијата за коцкањето, односно кој е терапевтскиот пристап околу коцкањето. Значи, најбитното и најтешкото, затоа што тие кои што се засегнати од оваа проблематика практично и не бараат помош, додека не стигнат до последната фаза од нивната коцкарска кариера, односно во тотален пропаст, губење на углед, губење на материјално и семејно добро. Значи, најчесто фамилијата се обраќа за барање на помош. Кога веќе долговите нема да може да се вратат, кога веќе е се изгубено, кога симптоматологијата е доста развиена, неподнослива, кога имаме коморбидни болести, анксиозност, депресивност, обсесивност, социјални фобии, суицидални идеи и реализации, нели, не дај Боже, тогаш не би биле пациенти тука. Значи, терапијата е психотераписки пристап и фармакотерапијата. Со фармакотерапијата, иако не постои стандардна терапија, сепак е од групата на ССРИ-те и ги лечиме симптомите од, како што претходно напоменав, од коморбидните заболувања.
Значи во однос на психотерапијата станува збор за еден мултимоделен тип на психотерапија, значи влегува и индивидуален пристап, психотерапевски пристап, групен психотерапевски пристап со влегување на групата на анонимните коцкари, како што е ситуацијата при зависностите во групата на анонимните алкохоличари. Психодинамскиот пристап е продлабочување и проникнување, односно наоѓањето на стекнувањето на увид во сопственото однесување и притоа изнаоѓање на правилен модел на однесување, исправен, значи коригирање. И успешна се покажува когнитив бихевиор терапијата, со кој што практично се проникнува и се утврдува, се лоцира и се пристапува кон коригирањето на когнитивните дисторзии, значи когнитивните заблуди, кои што се доминантни кај оваа пореметување. Како што и претходно кажав, значи мисловната сфера е најафицирана, е најзафатена. Карактеристично е тоа што се сака да се постигне една корекција на илузија на контрола. Тоа значи дека оној што е афициран, кој што е со оваа расстройство, смета дека има тотална контрола над себе, над своето однесување, над своите мисли и над сите активности кои што ги презема. Тоа не е така, затоа и фазите имаат една прогресија. И за крај, докторке, јас да ви посакам се најдобро, затоа што денес е вашиот роденден, среќен роденден, да сте жива и здрава. Ви благодарам, ме изненадивте позитивно. И да се гледаме оваа година, да разговараме и за некои поубави теми. Секако, повелете. Ви благодарам.